Професионал имаме Елизавета Тоновска-Илиевска, професор доктор Елизавета Тоновска-Илиевска, која што ќе ни даде малце повеќе информации за самиот проект. Јас преска кога имавте презентацијата никако не можев да ги заборавам зборовите, односно акронимот, ама сега ќе го прочитам бидејќи си го запишав. Виртуелна реконструкција на Маркови кули водно Скопје. ИВРМКРС акронимот е. Тоа е тоа. Во моментот додека траеше промоцијата добив таа идеја, дека всушност тоа е идеја, визија, реализација Маркови кули како Македонија и водно Скопје. Би сакала да кажеме дека сме многу горди за тоа што Министерството за култура и туризам го препозна значењето и вредноста на овој проект и всушност го добие епитетот проектот национален интерес за 2020 во културата за 2025 година. Ние сме град на културата 2028 година. 2028, така што ништо нема случајно и затоа и кажавме дека една од нашите цели е доколку благодарение на што досега е направено од страна на еминентните археолози што работеле во минатото, од она што ние сега како иницијатива го даваме и на Министерството, меѓутоа и на градот Скопје, за да всушност една од точките во не знам која фаза ќе биде 2028 година, токму да се најде и овој иманентен археолошки локалитет како што слушате се наоѓа на неколку километри од центарот на Скопје. Посебна благодарност не случајно е што ние сме всушност промоцијата правиме во град Скопје, поточно во просториите на Советот на град Скопје, затоа што сметаме дека градот Скопје треба да биде некако под негова закрила да се случува истото, зашто секако дека треба да постои поддршки од други општествено одговорни компании, претпоставувам и од ресорните министерства и така натаму. Затоа сакаме да упатиме благодарности на градоначалникот на град Скопје, на господинот Орце Георгиевски и секако на професор доктор Даме Димитровски, кој што е претседател на Советот на град Скопје и некако не беа домаќини на оваа наша промоција. Самиот објект археолошко наоѓалиште, можам слободно да го кажам, се наоѓа на стратешка позиција, односно водно, планината водно, и буквално го штити Скопје од сите страни, а се гледа па од сите страни. Ја видовме видео презентацијата како би изгледало сето тоа, но вие имавте многу убаво излагање во кое што кажавте дека тој објект не мора да биде искористен само во поглед на културата и за разгледување, меѓутоа и за нешто многу повеќе. Секако, токму и мојата задача како доктор по педагошки науки во овој проект е јас се грижам за образовната промоција на културното наследство, во случајов дали говориме за локалитетот Маркови кули. Сметаме дека тоа е едно место кое што ќе биде отворен простор и за децата, и за младите, и за возрастните, за граѓаните, меѓутоа и за туристите не само од Македонија, туку и од странство и од регионот. При тоа сметам дека всушност не само овој локалитет Маркови кули, туку и Скупи, тука како што каже и Бадар во Маџари, Тумба Маџари, како што и Скопското кале, како што и аквадуктот и така натаму, треба да бидат задолжителни точки во во програмите за екскурзии, кои што се задолжителни и за учениците од основните, меѓутоа и за средните училишта. Може, кој што ќе представува една своевидна наставна компензација, не само преку тие екскурзии. Таму ќе се одвиваат голем број на археолошки работилници, на прекрасни филмски фестивали, на училници под отворено небо. Ликовни колонии, така е. Ќе бидат дел од содржините на Скопското културно лето, на Карпушовото културно лето и така натаму може да се случува таму. Прекрасно место каде што може да бидат достапни и пристапни. И сега има меѓутоа тие да се обележат, да станат многу поатрактивни и велосипедски и пешачки патеки. Што значи дека говориме за еден локалитет кој што обединува, локалитет кој што има вредности на одржлив развој, не само од областта на културата, не само од областта на културното наследство, туку и воспитанието, образованието, екологијата, спортот и рекреацијата. Благодарам многу. Благодарам и вам.